Пушти од него кадар бе. Дебели гикови! Раштрагај се пецо таму, нека пукнат душманите! После ти една фалеше. нела се враќаме! Уште, два, три пати за Ај сега, среќа! пошто имаш кадар сега. Уште една шајде! 3 од карти нека идат. Пецо, здраво Пецо! Пецо, Шо бе Пецо не Пецо, снима. немаш Пица видено... лабава денеска. Две недели и одма на журба. Чекај малце, треба да се видиме као луѓе бе Пецо. Не се брзај. Марио, здраво Марио. здраво ги. Добар си? Добар. Ала. Кој има укава чаша, ке се фати го ама се фаќа Пази укава. да не историш брат. Само уше кафе да беше и ке пукаше до 10 Пецо. Кај сака нека иде после. Пецо не вика за сад време треба да завршиме со кафе. Со кафе не завршуваме за сад време. На гости Александра Илич Самара. МГ тату и гиковски ствари. Све. Добро. И Чекај. Што? Значи, гиковски Прв ствари гостин. и тетаважи. Да. прв гостин, кај што му погоди име, презиме, ник, Чекај малце, стој. Јас со сестри се знам од средно. Така да си имам и на Фейсбук и цело време Илич мора да го запамтиш. Еми пус кратко е. Реално. значи 2 сезони, 40 Не, епизоди, 2 сезони, една Реално. сезона. На прва сезона све си гаѓав. Си знам ја. 20 епизоди требаше да погодиш гостин. Да. Спремен Име, си презиме. дошол денеска, браво. Да. Пред гостин ќе се заблагодариш на Гоблин, на спонзори, на Ќе пријатели, се на заблагодарам на на Гоблин, на Синеплекс. И Толк, и Синеплекс, Синеплекс. Гоблин, Синеплекс, ама Гоблин тизери. ќе ги поздравиме со Пушти кадар бе, 5 леј, а нова. така, види. Шо е Види ова? Што е ова? Види Што е ова бе? Мајмуни. Monkey Palace. Лего борд. Друштвена игра од Лего на македонски, со македонски правила, со све, ке ако сакаш да ви слободно. Значи мора да кажеш, ова е првата Лего Првата- друштвена игра и плюс првата Лего друштвена игра македонски. Точно. И е со мајмуни. И е со мајмуни си градиш, ја пробав нешто. Ако успеам да сватам, си пробав да Ова е за направам тебе нешто. или за... Ова си ја купив јас, а ќе Аха. даваме и giveaway. О, Марио ќе стави таму за giveaway што треба као и. више е ставен. Значи на Огромна. Инстаграм дебели гикови, Да. трнија луси, дај ме ја луси. Нека си седи вака шо. И така, и... Сега ќе да закачиш кесата негде. Да, поздравјам за следна епизода. Ништо, у Гоблин, дечки, играва, не ја пробав уште да играм, нема време кога и правила да прочитам, тоа што прочитав ми изгледа. И ми нагласија во Гоблин да кажеме дека играва не е за деца. Еј, не е за деца. Не е за деца, за 10 плюс е. Па- Значи, сериозна игра е, не е играчка. Има коцки? Има. Е, па затоа. Еве ги. Еве ги бе, сега све ќе кажеме само Да, малце. 10 плюс од 2 до 4. И кука табла, значи, тука табла за Лего немам видено у животов. Ова знаеш зашто ги користат алати кога се ставаат у гаража? Да. Ајкос, значи не доаѓа со Ајкос. Не доај ова ми е... Добро, не се ни гледа на кадар, не мора да ти кажа. така. Аха. Еве ги. Коцките си се склапаат едно у друга, Чеј, едно па ти ја мајмунче испроба ми више, а? А? Ја Само испроба си ја више. Не, само ја отворив. Аха. Еве го и мајмунчето и оде треба да е негде и бананата. Нешто се прави, треба да Да идеш му ја дареш бананата. Треба да идеш да зимаш Добро, банани, ајде. да јадеш, нема везе, ќе ја пробам, ќе ви кажам дали е добра, сигурно е добра, колку Мора е да е добра. добро. А наша ствари македонски? Преведена е, правилата се на македонски. Иначе англиска си играм. Да. Може би прва друштвена игра што ја купам. Стварно немаш? Да. Немаш други? Као добра друштвена не. А, имаш, значи Ја само немаш катан. добра. Ја катан си ја влезам. Саша бе, имаш добри. Многу Имаш добри. Legend of Drist, имаш брат. Не, ја немам добри. Мислам купени. Треба да се купиш. Па не едам у Гоблин добро, немам другари.
Па не мора, Има сам да си играш. Не мора. Иначе има игри, соло игри. Па најбоље. не мора, на врата пишал да на првата као мисија да речам, можеш сам да играш, не ти треба човек. Значи таа од 1 до поише. Значи немаш потреба Фала, Пецо, фала. од другари. Тоа е тоа. Значи, ако не ми треба другари, конечно ми се оствари сонот. Сам да седиш дома и да си играш друштвени игри. Ја да играм друштвена игра, треба да дојдам кај тебе. Докај тебе треба да возам, пошто јас Да, знаеш, живееш живеам во у Велес, брат. Не, јас живеам у Белград. У Капланово. Кај живеам стварно далеко живееш од Петровец. Блатиу, Влај живееш. Да. У Петровец не мораш да живееш. кажеш кај живеам, ама Значи, ќе отитнеме ова. Поќе, зашо бе да го тите? Треба Да, си бра. горчо живееш у Петровец, бе. Патарина Да, човек треба да плати за докај тебе да дојде. Не сум ја кој ги оправи платот. Да, Ја му пешки идам на викам аеродром? По Гледай, обиколница да... Не мора да по мислиш кој ќе те обиколница носи на доаѓам. аеродром, да. Јас сум куврче, вака си идам по автопат до аеродромот. Си пако за кога дојдеш на кај Скопје ти пакуваат од дома сендвичи као Не бе, моста, кога доаѓам ама на работа, ако идам на рекорд, порано Мекици ден стража која бе, Да. Мекици зимов и доаѓаше да. пауза си правим. Пауза. Пауза малце на рекорд. А до таа пауза идеме со гостин. Самара, прво прашање што ги прашувам сите како си. Добра сум денеска, малце уморна од работа, ама сум добра. Вие како сте? Охо. Што мислиш? Ја не сум добар. Што ти е бе? Нема. Добивме тажни вести, ама нема веза. Стварно? Не се толку тажни. Нема веза, ајде идеме на После А, после. ќе ме добро, кажеш. ајде, добро, Што окей. работиш? Јас? Што си Не изложиш? шовамо, малце не шовамо, подработувам, се забавам. Јас тетовирам, тато артист сум. Работам скоро 10 години како тато артист. Првите година две ми беа као демек да учам, да сум апрентис чирак, додека стекнам искуство, додека најдам своја клиентела, помина време. Така да можам да речам дека професионално работам 6-7 години со клиенти, а првите неколку ми беа trials and errors, како и сите други луѓе претпоставувам. Ајде вака, да почнеме од почеток. Значи, имаш средно уметничко? Да. Да, значи ќе почнеме уште од Многу таму. назад ќе ме вратите. Сите ги враќаме од Одамна рожење. беше. Обично гостите од роѓење ги враќаме, така да Па може, ако се сеќавам да нешто. Ако мислиш дека треба и уште поназад, слободно. Не се сеќавам кога сум се родила и како Не, што сум добро, била, се не, сеќавам. не. Средно, од средно. не, ајде. уште поназад прва љубов за уметност, ана. Да, како ти дошло тоа да кажеме, да кажеш, знам дека ќе идам средно уметничко. И па тоа ќе треба да се вратам поназад. Значи како дете, многу сакав да бидам првично, сакав да бидам ветеринар, пошто многу сакам животни. Ама имавме куче тогаш, што ни беше болно и прв пат дознав во животот тоа дека и кучињата можат да имаат човечки болести како тумор и рак. И моравме нажалост да го спиеме и некако сватив уште тоа дека е нешто што не можам да го работам, пошто сум премногу емпатична за такви работи. Додека во меѓувреме цртав цело време, така си ги изразував своите чувства и ме правеше среќна цртањето и сакав да продолжам со уметност, со цртање. И нормално, како и сите други, моите родители се противеа се додека не се запишав, па врти случаи нема избор, ме пуштија да се запишам. Не знам, уметничко беше супер, сега едино што ми беше проблем од тие години како тинејџер што имавме предавања буквално од 8 до 5 и нешто имавме по 11 часа, по 9 часа. Зашто има толку? Затоа што Потребно е да се има толку? па имавме или... блок часови од Сабајле, така ги викаат. Прво имаш, например, ако си избрал, да речеме, струка, и сега да речеме на сликарство си, имаш сликање од Сабајле и имаш од 8 до 12, тоа ти е истото. Пример, јас имав дизајн на облека, јас бев кај Лира на Смер и кај Лира Грабул. Кај нејзе бев и ние имавме, пример, една недела имавме дизајн на облека, една недела имавме дизајн на текстил и тие ни беа од Сабајле од 8 до 12.
Па имавме као мал голем одмор, па после тоа ни беа теоретските предмети и затоа бевме по цели денови у школа. Голем одмор не треба мал за тоа. 5 дена у неделата, од 8 сабајле до 5 поручек. Па да, горе доле. Толкова. И у петок од таму право диско. На кај школа идев со прва смена, се враќав со луѓе што се втора. И така со сите си се видел у автобус. Колку е јако тоа. Идеш со некој и се враќаш со други. У автобус после се гледаш со сите, ако некој си промашил, ќе сретнеш од другата смена и така. Чекај, средно уметничко беше овде у центар, така? Да. Па да, едно е. Колку што знам. Туку. Едно. Не завршив одамна до толку, ама може смениле нешто. Може да знаете на сајмот за студенти кој што ќе се одржи од 15-16 март. Има и таму ќе биде ликовна академија. Добро, да, тоа е факултет. Каква промо направи? Добар. Леле, Те бива за реклами. Дечко, да. Си ги има. Get your money. Веро, се на едно место. Кај ќе видам, може ќе запишам втора факултет. Дојди, каде Марио? Во Ситимо, Анина, 15-16 март. Идем. Баш ме интересира што има да понудат факултетиве. И реше основно средно, не бе, што се Средно. Средно зборав. Уметничко, сестра ти беше у Кочо. Кочона, сестра Така. беше у Кочона. И уметничко средно од 8 до 5, после тоа од у петок од таму од парк. Па не У у парк. Маракана. Не у парк, поише на форум и леди, ама да, и у парк. Добро. И на љубов некогаш, и на арама, не знам. Многу места што веќе не се искачаат. И на коцка. На времето пред На ГТЦ. форум сега, поплачам Титаник форум тоне во Бел. вашите очи. У моментов. Ја не ја фатив многу таа коцка, ама вака направи, Пошто не сме сум искачал, помлади малку сум за бил, не сум сега ја постар, ама сум ја проел, не сум искачал, ама ја знам како изгледаше, знам каде беше точно у Па ти центар. не се На 78. времето додека имаше се уште субкултури, сега нема, сега има као не знам гасери и паркаши се викаат децава, што се уште не знам што Како? значи тоа гасери. И се делат на гасери и паркаши, и диме гасери се валјда децава што искачаат пред силба, а паркаши се овие другиве димек не сватените што искачаат у парк. А ние додека бевме тинеџери, имаше панкери, металци, рапери, рокери, све имаше. скинери, кремци и све И па Са, валјда шо е овие скимер? гасери се крем. Само скимер не знам што е. Скинер. 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 Скинер бе брат, скинер. Што е тоа? Те дере кожа, те дере. Дефиниција Не. за скинер. Дефиниција нема. Скинери се луѓе што слушаат тој музика, келјави се најчесто и затоа ги И викаат. со трегери Значи- се и со мартинки се доле. Тесни да, фармерки. Готово. Да Лубна рипнеш си. малце повеќе. И зашто ме не се шалам, населни. се шалам. Не, па така изгледаат на прва која ќе видиш да сме реални. Мада мора да кажам сум немал со никој никакви проблеми, така да Не се јадал клоци. не сум јадал клоци, брат. Сум си седел мадро. Кажи ми, Да не будеш молда. Така. средно, Виш како знаеш? средно уметничко, колку ти влијаеше на ова што си денес, како уметност, познавање на уметноста, цртање, тетоважи. Па, мислам дека поише, са не баш за тетоважи, ама општо за мене како човек, повеќе влијание имало моето средно образование него ли факултетот. Мислам, не дека и факултетот немал влијание, ама повеќе имало средното, не знам, баш као тој период поише се градиш, поише сознаваш што сакаш понатака у животот. Кога веќе на факултет немаш нешто многу избор за градење на факултет. Ликовна академија се има факултет? Да, на ликовна бев. Значи средно е тоа што ти Средно ми изградило беше тоа. болја, глед, не знам, дружбата ми беше убава и ваму и таму секако. Дружбата ми беше можда болја на факултет, пошто бевме полабави сите. Ама не знам, поише научив дали дека веќе одредено познавање сум имала на факултет кога сум дошла, у средно ми беше поинтересно дека поише учев нови ствари. Може затоа. Кажи ми, кај се запознаваш првпат со тетовирање? Онака, например, не знам, шеташ низ град и гледаш тату. Или какво беше?
као студија за тетовирање Општо тетоважа, како се запознаваш со... Татко ми има тетоважи од времето на JNA, дедо ми имаше, чичко ми имаше. Буквално многу од моја фамилија, претежно мажите имаат тетоважи, така да буквално од бебе сум запознаена со тетоважи. Со JNA тетоважи, ама тетоважа. Имам и јас една. Јас знам првото тату студио кај што влегов и малолетник бев и нормално ми кажа со татко ти или со мајка ти ќе доеш. Може ќе знаеш у Буњаковец горе како се... Да, на механички скинарт, нешто како им се викаше сега, не им го згрешам името. Не ми текно, знам таму ми кажа, таму тату студио имаш и добро и јас отидов. И викам да се тетовирам, а вика со мајка ти... Колку имаш? 14! Не знам, 15, со мајка ти, со татко ти доеш и... Па да, и на мислам, мои- се уште важи истото правило. Јас се уште не примам малолетници да 20 се тетовира. Кусур години, 25, 6, 7, 8. Ја направив 29, првата 30. тетоважа. Каде направи првата тетоважа? Не кажува. Не нога, кажа. да. Пошто пред снимање имаше лоша пред. Иначе, да, иначе, ова, ако... Се гледа, ета. Е. Кај играта? Вау, колку добра Вака. Вака. Ова е праена тетоважа од еден гостин што у моментов не е гостин. Добра. Лошо не можеш да го кажеш. Од Самара, така Окей, да, ќе се договориме за другите. се договориме. И тука. прво запознавање со тату? Прво запознавање ми беше тоа. И сега ако мислиш прашањето вајда прво запознавање со тетоважа на мене. Не, онака или- одење у студио, Аха. запознавање фаци, што тетовираат. Па, гледа уште од средно, пример, јас кај што работам кај Горан, он уште од средно почна да се учи да тетовира и сум познавала луѓе од факултетов и од средно што завршиле па продолжиле со тетовирање, значи не ми било нешто страно на мене и нешто што не ми било на дофат, само што не знам од тој период вајда кога сум се запознавала со тие луѓе не сум се гледала себе што се уште како тату артист некогаш у животот. Тоа ми дошло малце вајда понатака после факултет. Не ми дошло барем тогаш. Тоа се гледав како многу други работи у животот. Но на крај памет не ми текна Да. дека ќе станам тату артист. А кој моментот најка решаваш, сакам да пробам да го да работам ова, да цртам, да како се да тетовирам. Да, па сега, гледа, после мојата прва тетоважа, отидов кај Горан да се тетовирам. Што првата ми беше спонтана и не ми беше кај него, викам више кога се тетовирам да се тетовирам кај некој што ми е другар. И додека ми ја правеше тетоважата, ми рече, па демек, зашо не си пробала, као да видиш како ќе ти биде. И викам, дај бе, ајде, јас земав машинката директно на себе си направив без стенсил, без ништо на тетоважа. Уште си ја носам ден денес. Ми се виде интересно, ама пак бев тоаш преокупирана со други работи у животот и као реков, викам, супер, ова само не знам, сакав да дипломирам прво, сакав не знам да видам дали ќе се запишам на магистарски негдека или нешто. И у моментот така го оставив и откако дипломирав и откако престанав да ги работам другите работи што ги работев во меѓувреме, Горан отвори своје студио и бев нормално на отварање, да му честитам. И тоаш пак ме спомнаа кога сакаш ли да дојдеш отворен ти се вратите, кога ќе се решиш да се учиш да тетовираш слободно и кога викам ајде зашо да не. И си дав шанса и не се каваме 10 години скоро подоцна и поише може сега да не, да 10 години може сега. Првото студио беше на Илинденска, така или не? Не, значи малку пред да се отвори студиото на Илинденска, Горан отвори студио спроти Соборна. И имаше малечко студио само за него. И таму почнав да доаѓам да го гледам како работи, се уште Значи не ти си почнав со него од старт, од да. почетокот. мојот Од Толкисок. Да. Од мојот почеток, да. Ја ми текнува на тоа кај Линденска овде. Да, па таму се преселивме неколку месеци покасно, после откако почнав да идам кај него студио. После се преселивме Не таму. бев у тоа студио, бев у новото, ама многу сакав да влезам у тоа студио, дека брат ми каже било многу хардкор, по хардкор не е го ли од дома. Да,
Хардкор било. Добро, таму имаме дворче, тоа ми фали, ама не знам, стајлингот е сличен и на ова и на тоа студио. Мислам, атмосферата е иста, истите луѓе сме горе-долу. Валја не се сменило многу. Добро, за вкусови, тоа на него тоа му се свиело повеќе. Што Па било да, толку да, хардкор? ствару. Не знам, брат, неам влезено за да знам, затоа ти. Валја ние сме биле помлади, тоаш и подрски, безобразни, може тоа му се свиело, брат ти кога доја се Може. тетовира. Може, не И знам. брат ти мал, аго. Да, се тетовираме. Не беше он мал. Не бе, брат, Брат, ти е никад не бил постар мал. од тебе. Е, постар од мене. Брат ти се брада се родил, никаде не бил млад. Не бил мал. Да, не, и он на стари години јас тај првата, тоа на стари години. Еле, на стари На години. 30 и нешто, 35, јас Како бре, ставам на така. 35 години, колку мислиш дека има брат ти? Сега знаеш колку години има брат ти? Сега ќе пуни 40. Не, па не била пред па. 5 години, пред поише беше тета важа. Добро да Дечко, е, на брат, ти си- 30 да беше. Срам да те. На 30 Го да беше. остаре брат ти. Ќе му кажам за ова. Не, знам дека 86-та, па рачунајте си вие. Чекај сега ти ги трону. И решаваш да тетовираш и се сеќаш на првиот клиент? Па глеј, на почеток тетовирав другари, другарки, сестра ми, така да, се сеќавам. Се сеќавам скоро на сите клиенти, откако ќе ја видам тетоважата. Значи сум имала моменти кај што ќе ми дојде клиентка и пред да ја залепам тетоважата и викам, прва тетоважа ти е, па не, ми имаш ти направено други две. И кога ќе ги видам тетоважите, одма се сеќавам на дента што сме правеле муабет, што и значи тетоважата, на све се сеќавам, затоа што додека го тетовирам клиентот, јас цел ден ја гледам тетоважата и не те гледам во лице толку колку што ја гледам тетоважата и затоа и поише ја памтам тетоважата. Тебе само тоа е многу интересно, пошто лице како лице, брат, ќе го забориш, ќе се смени, Не, небитно. брат. Ама те тоа важа кога ќе се направиш, знаеш дека ти си го имал направено на Твој слика, уметничко дело. уметничко дело и И убаво се каже оно, кога идеш да се тетовираш, те тетовират, не те тетовират овака да те гледат у очи и да те тетовират. Ту си работи си збори. Што до тоа поише ми држи вода да си гледа, да ги памтиш луѓето по тетоважите. Па да. имаш почна да го чира кај Мичич, така? Да. Таму објасни ми маце процесот на чиракство у тетовирање како. Кај берберот знаеме што е метлата и лопатката и Па чисти. слично е Чекај, малце. чиракство без тетовирање, само гледање, само Па да, така беа, глеса, мислам, не дека нешто многу се сменило, ама да, од тој аспект нема веќе луѓе што се чираци. Буквално мислам покрај тоа што е уметност, со исто време и занаед, пак ти доаѓаш и учиш нешто што нели у едно време ќе ти помогне у животот и ќе ти донесе одреден, не знам, одредена сума на пари, пак е нешто што треба да се вложиш и пак треба да има и хиерархија и да го почитуваш тој што ти помага околу запознавање на занаетот. Така да, со метли, со стерилизирање, пошто тоа што имаше грипови што се стерилизираат, нормално игли имаше за една употреба, да не е оваква, али имаше грипови машинки што треба ги чистиш, да ги стерилизираш, а сега, например, нема таква, значи сега имаш кертриджи и тие се буквално ги вадиш, ги фрлаш и толку, немаш грип што треба да го стерилизираш и да го чистиш. Друго време е сега, али Што да, е но грип на А, машинката? грип е уствари као што ја држиш нели машинката, односно А, ти да, фактички го држиш грипот. И тука е машинката, грипот се става на машинката и преку грипот иде иглата. Као грип, знаеш кога ќе фатиш грип и мора Не, да се исчисти. не као грип на англиски, као грип. Не таков грип. Као нешто кога правиш грип. Као грип бе, Добре, бе, сваќам грип. што е. Готово. Да. Не бе, имаш грип. Грип. Имаш Get your грип, grip. на Така нешто грип на англиски на, да на, го на кажам. точакот имаш ти Да, бе, грип. да. Грип, па таква, да. Кажи ми го објасниш маце процесот на почнување на Едно, тетовирање. извини, Ајде, Ќе извинето. Дали се учеше да тетовираш, ова го имам слушнато дека на свинска кожа била
блиску до човечката и многу луѓе као првите. Сигурно има некој што го правил тоа, ама јас не ја директно на луѓе. Чекај, а вистина е тоа дека свинската кожа е најслична на нашата за да се вежба за да учат? Не би знаела. Не би знаела, не сум пробала, немам такво искуство, а може би некој има, не знам, не сум разговарала со некој што знам. Сега има онакви како fake skins се продаваат, полкави парчиња, големи парчиња имаш и директно на тоа, ама не ја директно на другари и другарки, на сестра ми, кој ќе ми донира боли, кожа. Да вика, шо? Не, сум пазала. Чак што више и поише од сега сум пазала. Не, директно на луѓе и луѓе што ми донирале кожа, значи не било некој клиент, туку било луѓе што знаат дека сум била почетник и ми се довериле, така да мислам дека полесно ми било така што сум научила, пошто ако учиш на тоа, па после ќе се префрлиш на кожа, мали тоа нема врска, да. Има многу луѓе што имаат различна кожа, пошто таман све ти иде супер и ќе ти дое некој со никаква кожа и не ти ни прима, ни боја, ни ништо, се потиш са тука на почеток, вака леле, сега што да правам? Тоа е интересно. Видот на кожа, колку зависи од тетоважа? Па многу зависи како ќе прима боја, затоа што јас колку и да знам да тетовирам, ако твојата кожа не прима боја и имаш одредена иритација или пример има многу луѓе што сум ги тетовирала, имаат добра кожа, ама дента пред да дојат или дента истиот ден кога дошла на тетовирање се депилирале, па или иритирале кожата, па цело со онакви тачки, па не можеш да тетовираш на таква кожа затоа што веќе е доста иритирана и не е добра за работа. Така да доста влијае кожата. И на пример, не знам, некој имал нека повреда и мисли дека не е ништо ова слободно тетовирај, ама пак треба да има простор да оставиш да ти заздрави убаво, па на така да дојде да се тетовира. Така да многу пати сум имала денови кај што ќе дое клиентот и му ја гледам кожа дека му е иритирана од бричење, од депилирање, од некаква повреда и сум ги враќала назад да им се среди затоа што џабе ќе го тетовирам кога пак ќе треба да дојде на поправка, на тачап на нешто, затоа што боле ми вака ќе го изгубам овој ден, ама барем тетоважата ќе биде како што треба кога ќе доеш вториот пат. Така да на сите клиенти им препорачувам да не се бричат, да не се депилираат пред тетовирање, тоа ми е дел од работата и тоа го правам јас буквално пред тетовирање, така да не идете на депилација пред тетовирање. А што се случува као што кожата не прима боја и во тој момент што му кажеш на клиентот као дечко. Па да, пробуваш, џабе ќе гледаш. те тетовирам. И доаѓа на втора, трета сесија, значи Пробај си сам. Одишинат со кожата. Па гледај, има поише фактори има, значи има на пример, не знам, тоа извини, зависи тоа од дебелината на кожата тие што не? Не зависи, пошто не сум ни кожан доктор, не сум ни ништо такво. Не, ама знаеме некој има помека кожа, некој има потврда тоа. Индивидуално е, мислам, можам јас на допир да осетам кој има потенка кожа, кој каква боја ќе прима, дали нема да прима. Значи има некој ќе дое со супер кожа, ама пример пиел алкохол вчера. Тоа исто така придонесува на течење поише лимфа и враќање на боја. Некој пие пример антибиотик, пие аспирин или не знам било што штети исто така и тоа придонесува на течење на поише лимфа. Така да има многу поише фактори. Не е така као дојди плюкни залепи тетовирај се и треба да доеш одморен, најаден, трезен, барем ден-два претходно да не пиеш алкохол. Пак е процедура, не е као се кидам ќе си тетовирам лабаво. Као на хенговер што знаеме. Па да си ставиш тука како Тајсон, туку е нешто што треба да се посветиш, пак е нешто што ќе го носиш цел живот на тебе. Тоа миша прашањето процесот онака одјавување. Самара сам се тетовирам. И понатака што се дешава? Јас ти викам Ала, дојди до студио на консултација. Преферирам поголемиот број од клиенти да дојдат први на консултација, да видам што сакаат, колкава сакаат, да спремиме дизајн, да видам колкава треба да биде, затоа што пример ти може имаш замисла да речеме сакам сега да го тетовирам Бетмен.
ти окей, ќе го направиме Бетмен, ама јас ти објаснувам како ова заздравува, дека ова нема да заздрави толкацко, дека треба да го направиш поголемо за да изгледа убаво откако ќе заздрави, да не ти се разлее нигде бојата. И нормално ти кажувам на тоа и тоа место кога правиме вака ќе те боли, дали нема да те боли, позицијата ќе биде незгодна, ќе имаш отток, нема да имаш отток. Треба да јадеш пред да дојдеш, да се одмориш, тоа исто ќе ти објасна како треба да одржаш. Пример, гледам некој ми доаѓа и не знам, бил на сонце го фатила, си изгорел и му кажувам, слушај, додека ти дојде терминот, мачкај се со крема, за колку толку да ти омекне малце кожата, за да можам полесно да работам. Или пример ти кажувам, слушај, ова треба 2 сесии да биде, ова треба 3 сесии да биде. Затоа ми е подобро да ми доеш на консултација, мислам, освен за тие што ми се редовни клиенти и што имаат луѓе, на пример, повеќе татуажи, они веќе го знаат процесот и затоа од старт, на пример, им ми кажува, слушај, знам ова треба 2 сесии, дали можеш тој и тој датум и на пример се договарам така со тие клиенти. А за тие што се нови и сакаат да прават ракав или нешто, не знам, поголемо, најубаво дури за мала татуажа, пак им викам да дојдат до студио прво на консултација, па потоа да дојдат на терминот. Како се справуваш со оние што се бунат на консултација? Ке им речеш не може, вака да бе, не може. Ова брат на крај крајава негова е кожата брат, ако е запнат до толку ќе ми го истетовираш. Сакам Бетмен тука вака, не може, мора да може. Не бе, ќе ти кажам, може, ама треба да биде толкав Бетменот. Ама он сега толкав да е. На целото. Ода, знакот на Бетмен тука на груда. Има нема многу, ама има, да. Мислам, најчесто помладава генерација, ќе кажаме, од тие клиенти кај што не прифаќаат совет. Пример, јас не можам да се мешам у ваша професија, пошто нормално нели не знам. Ама може, ако ми дадеш ти совет, да го послушам, заради тоа што ти знаеш боле од мене за твојата професија. Значи, јас чим сум дошла кај тебе, треба да имам одредена доверба и затоа сум тука. И ја најчесто им кажувам на клиентите, слушај, ова не може да се изведе за ова зона, значи викам, мене не ми е проблем, јас ќе го направам, ама проблемот е што ако ти ги земам јас тебе парите, ти ја направам тетоважата, кога утре кога ќе заздрави лошо, кој ќе биде крив? Јас ќе бидам крива, затоа што утре на улица некој ќе те види кој те тетовираше, кој те заебал, не знам што, и заради тоа можда на почеток сум им се тресала на клиенти, значи окей, на крај сум им ги правила, ама сега ми е многу боле да ги одбијам отколку да им ја направам, затоа што веќе и неколку клиенти така што сум ги одбила баш заради нивно добро, сепак отишли и истетовирале таа тетоважа што сум предвидела како ќе заздрави и дошле као сега треба да ја покриеме тетоважава, пошто управо беше. И јас не сакам да бидам управо нормално, не поента да ти речам ти кажав. Поентата ми беше као совет ти давам, значи ова нема биде добро, не е дека мене не ми се свиѓа тоа, ти што сакаш пример Бетмен да го ставиш. Значи нема проблем, ќе го направиме Бетмен, ама Бетмен таму кај што сакаш да го направиш, треба биде толкав, треба биде ваков, треба ова, значи совет треба да слушате советот тату артистите што ги изберат. Слушаш ли? Слушате ли? Слушаш. Кое е најболно место за тетовирање? Најболно место за тетовирање. Не сум ја баш репер за болка, ама индивидуално. Не од клиенти што знаеш што ти се штрекале, што правеле. Не сум ја репер, ама индивидуално е. Значи најчесто мислам дека вака на ребра и на стернум најчесто од таму се жалеле, ама не знам, индивидуално имало девојчиња што сум ги тетовирала таму, што имале скокот и не ги болело воопште. А имало и мачки, на пример, што сум ги тетовирала на истото место и викале као да им правам екзорцизам, така да нема. Имам дознаено, не знам од каде ми таа информација, дека на цеваница боли многу, дека нема Место? доволно место дека право као на коска иде. Па, јас имам на цеваница, не ме болеше искрено, дури може и малце задремав. Не ми се десило да ми се пожали некој од болка или може го болело па не пренел дека го боли. Ти нежно ги црташ за тоа. Можно. Не напинеш толку. Можно нежно да ги тетовирам. Не знам. Можно е да ги боли, има луѓе што ги боли
на било кое место да ги тетовираш. Тоа е дел од процесот на тетовирање. Малце ќе боли, ама вреди болката. Ти си Ако е имали за утреха. десено... Ај, да ти скокла... Да се деси као... Мислима Знаеш, да... кога црташ на хартија и дали Да ти може... мрдне. Дали може да се деси тоа, да се чкртне онака погрешка или... Може да се деси. Мислима десено на почеток, буквално на почеток кога почнав веќе со клиенти да работам, кога пристанав само со другарки и другари и сестра ми. Мислима десено и буквално црно вака гледав пред очи, кам леле сега. И вака почнав да се потам, шо ќе правам, леле, ќе Горан, умрам, како ќе Горан. спие уј сега. Горан! Ама го средивме. Не, го средивме и буквално и боле испадна кога му дадов одредени други цртки му додадов и сега со искуството што го имам многу полесно можам да се справам со такви работи, затоа што знаеш како вика да you snooze you lose, значи ако мрднеш тоа ќе носиш кривата важа, затоа и преферирам клиентите колку што можат помирни да седат и од старт пред да седнеш ти кажувам доколку сакаш да мрднеш, да кивнеш, да кашлаш, да направиш пауза, ќе ми кажеш, ќе направиме пауза без разлика колку и да ти треба пауза ќе правиме. Многу подобро е него ли наеднаш да ми мрднеш. Пошто имам многу што мрдаат, само што на пример сега рефлексите ми се многу боле од претходно, така да знам кога ќе мрднеш и у истиот момент ја тргам раката, така да дури да не се деси тоа и да не ја тргнам раката, да имаме екстра линија или крива линија, сега со ова искуство што го имам можам да го средам тоа, да не е страшно, да можеш да живееш со тоа што си мрднал за време на тетоважата. Ти ќе мрднеш уште еден прст имаш на ногата. На наджига. Шест прсти имаш на наджигата. Каков артист си ти? Каков артист сум, како тату артист или општо? Тату артист. Тешко прашање. Тешко прашање заради тоа што многу повеќе стилови сакам да работам, не сакам да се ограничувам, ама доколку би морала да бирам, највеќе сакам, значи, на геометриски стил да работам, сакам орнаментал, значи ми се свиѓа многу, сакам македонски орнаменти да тетовирам, Не тие као... фолклор, да. Милиња шо ги викам, као Миленциња, да. миленциња. Да, миленциња. Примам многу трпење и тоа ми е, не знам, као медитација ми е кога ги ццкам тие и многу ми е поубаво. Барем мене са. Иначе немам проблем да работам ете и таквите таважи како твојата или нешто друго или watercolor или реализам или нешто, али на пример сега ако дојде некој за портрет нормално кај нас у студија, сите работиме различен стил и нормално дека нема да ти го правам јас, туку ќе те препорачам кај Горан, затоа што Горан 100 пати подобро ќе го направи. Не прифаќам да работам работи што знам дека нема да ги направам толку добро колку што би ги направил некој друг од моите колеги, така да затоа и највише преферирам. Тоа ми се свиѓа у MG што идеш и секој си има посебен стил што му лежи. Да. И сега ако идам и викам сакам да е црно бела да е тетоважат и одма ме препраќаат кај на тој што му лежи да е црно бела тетоважат што прави. Ако е као што кажати за портрет те праќаат кај друг. Значи као да ти кажам, тоа ми се не ги поштојам и другите све што ваква, ама не ако овде си се знае, ова е за црно-бело, тоа е за сега моја е црно-бела, ама ја... Добро, твојата е поише скетч, не е толку, не е толку. Кога што знам од одметнички аспект, тоа црно-бело не постои, пошто немаш црно како... Нели цело време темно, зелено, темно нешто. Да е црно. Да. Таква е, гледај, на почеток е таква. Многу зависи од како ја одржаваш. Сега не знам ти имаш тетоважа? Не. Значи на почеток е таква и таква ќе остане доколку ја одржаваш како што треба. Значи треба што помалку да ја изложуваш на сонце и после бање, туширање редовно да си ставаш млеко за телото како ти е за здраве. Или од кремата 1347 беше? Да, ама таа нема повеќе крема, да.
Значи може би пантен маст или пентексол маст, ама тоа е додека да ти заздрави тетаважата. Добро. Откако ќе заздрави тетаважата, ти натака си продолжуваш после бањање, туширање, си ставаш млеко за тело, маст си ставаш, значи крема било каква, значи треба да ја одржаваш и се зависно од кое место ти е. Ако ти е на нога, ако носиш фармерки, шансата е дека фармерките ќе ти исушат и иритираат кожата и треба да си ставиш малце крема на ногата. Ако ти е на рака, ако носиш джемпер, исто така и тоа ја суши кожата и тогаш треба да ставиш млеко за тело или крема на раката. Ако искачеш на сонце, обавезно фактор 50 минимум. Добро Така. што ми одржавам. Добар се. Голја сам дека ти однатре па не изложуваш толку Да, на да. сонце. Освен овој да ловде знае летоска да ми поцрне, ама ништо не. И па вака идиш. Не мора вака да идиш. Вака врт. Вака е врт. Да, вака врт. Кај што ги има сонце. Кажи ми, постои уште еден феноменот, не смееш да се татуираш у лето? Тоа не знам зашто некој го почнал да го кажува. Глеј, според мене, можда летно време е најбоље за тетовирање, заради тоа што помалку гушиш тетоважата со облека, да, значи процедурата е иста, дали ќе се тетовираш летно време или зимно време, иста ти е процедурата, миење, мачкање и пазиш на сонце да не ти излезе директно. Са едино што треба да пазиш е од тие 3 недели на заздравување е не смеш да идеш на базен, не смеш да идеш да се бањаш у море, у езеро или у нешто и да не ја изложуваш директно на сонце. Значи пак ти 3 недели дали ќе се тетуираш летно или зимно време, процедурата ти е иста, пошто има луѓе што идат на базен и у зимно време, така да можда е боле според мене, пак ќе кажам, зимно време е добро, ама летно време е боле заради тоа што помалце се гушиш со облак. Зато е пливаче на Олимписки игри, никој не му се тетовачи. Не сме, Не, па не знам ни дали сме смеат. Смеа без зашто. не, смеат да бидат тетовирани, само не сме да влезат у базен со тажа тетоважа. Добро, сега до душа... Вака плива се една рака на мој. Не, има Според second мене, skin сега, февруари е најдобар месец за тетовирање, дека Да. до летоска Пошто ќе ти ти тогаш се заздрави, тетовираш. не, до летоска ќе ти заздрави пиц тетоважата и после можеш да се бањеш у море. Да. У океан бе, у Америка кирам Пацифик. Вау, си поминаш. У LA. Слободно, У брат. LA. Не сум за таму, јас. Кажи ми, со твојот стил баш е многу интересно што спомнам милијенца такви работи. Мрдање такви работи. Толку прецизно. Како се црта прецизно, онака. Ленир сигурно не се користи. Не се користили. Леа на почеток има многу проблем со шуфлер, да. 2 легери овака и заправа на линијата. Ако треба подагол, взимаш шагво мерче. Да. Ако треба кругче со 6 стари, така. Све се прави. Се снаоѓаш, На шестарка ставаш тоа. се снаоѓаш во животот. На почеток има многу проблем со линија и стварно дури не дишав онака. И ја влечев. Почнува. После 3 сати. Да, ама не знам, вајда practice makes it not perfect, but improvement имаш со practice. И гледај, од старт, например, им објаснувам јас на клиенти, пример, линијата ќе биде права, ама има на некои места ако ја ставиш, са пример да речеме тука ја ставаш тетаважата и гледаш како што ја вртам, се врти се стегнува. Ево. Овде сега ти овака кога ќе осртиш овој Да. гледаш како му доаѓа криво. Да. И на пример им го објаснувам тоа дека нормално кога ја движиш вака раката, не се движи целата тетаважа со тебе, туку одреден дел кај што се тегне кожата, така се тегне тоа. Значи јас ќе ја направам можеби права линијата, ама треба да бидеш свесен дека органска материја е и дека ќе се движи и нема да стои на едно место. Сега освен или ако не преш цел ракав, па нема да ти смета. У глобала, да, на почеток вака не дишев и после со пракса. После се фракна за дишење маска и полесно. Па ја унесов за време на тетовирање. Знаеш што имам приметено многу? Луѓе што прават пример, ќе ја земам за пример, дека кај неа ми падна најмногу очи Кейт Von D. Добро. Она беше цела со тетоважи Да. и сега цела е црна. Црни се, да, избојани. Има оставено само неколку портрети. Зашто го прават? Ги покриваат као тетоважите, дека не
само она сум гледал и други Да, има као многу луѓе. блекаут што прават. Гледа, мене ми се свиѓа тоа. Јас на мене лично можеби не би го ставила. Ми се свиѓа како изгледа кај некои луѓе ептен им стои. Са не ми се свиѓа ептено екстрема, има луѓе некои што бев цело тело го имаат направено како тумача, може да ракав или нешто ако направиш. Некој го прави зашто им се свиѓа, некој затоа што бараат идеја за cover up и немаат и ја прават црна раката. А некој го прави затоа што му се свиѓа таков стил, сака blackout, сака да има black work на него и некој го прави ради Не, тоа. блекаут е кога ќе се напиеш, кога ќе се Не. и блекаут. Да. Blackout, да. Да. Па и за тетовирање, те исто. Абе, не има полесно на тие да земат, не знам, кофа боја и само да брцнат. Да бе, да, така е. Се Така е. дурне се истушира. Од првен Да, ама ќе да земате поише на ко- шмиргла, па ќе шмиргла цела Да. рага, па после ќе ја брцнат у... Со пегла. Да им стои. Па после ќе ја мачкат и бе, се. И пред некој ден видов интересната тетовача, не знам кај беше, не е битно, зима светленце, му се појавува и после Black White му ја снимува тетовачата. Така неона ние, да, ги гледав. као Тие- парите кои ги проверуваат со... Не, ама ова беше Уве, црвено. не беше. уве, Да, туку уве, као да. се вика таа една сијаличка, Уве, виолетова. уве. Да, уве. Не знам баш. Значи имаше некој муаве дека тие се канцерогени, а неам ја такви бои. Не работам, немам искуство и не можам да кажам да, интересно изгледаат. Гледам некои дека прават па сијалички, па светилки, па не знам што. Интересно изгледа, ама нема да шеташ ти со цело време со уве светло. А, видиш Да, човек. ти можеш тетовача, Не, да. не. Ја би ја. У диско ќе прави вака. Главиш Главен на диско. Што сакав да те прашам? Не сакав да те прашам нешто се, ама... Јас сакав да те прашам Кажи. преска, дека каснеше нормално, пошто те чекавме тука. И Не, видов, не, значи вака сега да ви кажам нешто. Не, не Две можеш. сезони, прва се свет. епизода кај што каснем. добро така да се дешава сега. Гледа, јас сум со принцип се договараме у одредено време и тогаш доаѓам. Сега не знам за тебе. Се шалам. Не, Кажи. гледам, видов многу Бетмен. Да. И Многу таму го има сакате Бетмен, да, видов. Све е него. И Кој те тука- омилен Бетмен вака од филмови ме интересира. Од филмот омилен као Бетмен, Да. омилен Бетмен од филмови може да ми е последниот со Роберт Патинсон, у стил за филмот. За филмот. Не, не, те Не, прашува за Бетмен. Бетмен. А, за лик. Да. Пошто го хейтавме пред да идеш. Течко прашање, а? Китон. Китон, може да е може. да е. Майкл Китон Се дефинитивно. мислев го имам и Со као врхот, Лего. Го Да. имам Лего со маската му е баш му е гумена. Му се стави Да. као тулицко Да, пошто и у филмот ме го и вака мора да се врти, пошто не може да го вадат да се врти. Китон може да ми е прв, ама втор сигурно ми е Вал Килмер. Пал Ја Килмер не би сакал Дека Китон да сум ми е прв. брат. пораснат, вакво Batman Forever го дава на телевизија, го снимав на касета и само тој го гледав, мислам дека 10 години дома. И го знам од А до Ш и мора да ми е да го ставам малце погоре дека сум пораснат Со Вал. со Вал. Добро, јас сум порасната ствари со Майкл Китон, поиша дали дека Тим Бартон го Читон сака? е класика. Ама новиот ми се свиѓа The Batman многу дека е изваден од The контрол. Long Halloween и кај хаш? И хаш не, еве. Ај, да. И Е, све видов, на камера све видов. Вакво и многу е како да е изваден од стрип. Од стрипот? Да. Не, Причата добра беше. е таква, многу ми се свиеше мене. Чак што више според мене го ставам да ми е пред триологијава на Нола. Чекај, убај гиговски мовите, сакам уште маца за тетоважи да се завртим. Извини ке да прекинам за Бетмен, чувај си ги мовитите. Што ти е некако, да кажеме, визија у тетовирањето, што сакаш... Јас сум тука. крива. Онака што сакаш да го оствариш со тетовирањето, може би специфични бои што ќе ги направиш ти, како што продават Мичи. Му ги изрекламира. Знаеш, добро сум реклама, мислам. Можда би направила, ако би правила боја, би правила една као црна, пошто најчесто работам со црна боја, не преферирам нешто многу бои.
Иако на мене сите татуажи се со бои, преферирам само со црна да работам, или grey wash, или black and grey. Можда би правила црна моја. Па тоа може И да би го се преска викала- црна. Дефинирај црна. Би се викала можда black number 1, може би се викала. Black Cats. Блек, јето ти стрип еден. Блек, хаштаг еден. Малку реси се тоа. И- Зашо бе реси? Црно. Првиот Е, црно. нема, што се црно ќе видим стрипот. Политикли корект. Не, Black Number 1 би се викала ради Type O Negative, имаат песна Black Number 1. Ама и Black number 1. Вака ќе биде Black Number 1, Прва бојата боја. дека ќе биде Number 1. Тоа ќе биде кога ќе влезеш у И дека DM биде и ги гледаш number Така, one. ќе влезеш у DM и ги гледаш лакови за ногти. да, баш Сите боја се за исти. тетовирање, дијем Сите се се продава. Црна, Леле. светла црна. Има различни нијанси Не бе, на не се црно. шалам. Тино, некој ако не ти ги смеша боите, па тоа е друг момент. Еј, замисли тоа колку е заебано. Ги Сум пишува на гледал- етикета и цек сак правиш. Не бе, сум гледал на вакво на интернет, го отвара овакво бојата, ја зима, ја става, пример, плава боја, ја става у црно, ти си ја зимаш за црна, ревил. се фарбаш плава и јај со здравие. Добро, гледај, така мене многу фарби ми се смениле на боја на коса, така да. Ги имаш грешно или? Не, сум експериментирал. Викам, дури имам коса, после го ке неам. Зашо бе, барем кај вас, кај женските имате цело време Еј, коса. Шо ти е еден лет до Турција ти треба само че Така, и ќе се вратиш цел со боцки тука. Па Имаше што? едно Капче меме, носиш таман едно туртизатор. Това за тебе меме ти треба. имаше, вика, како знаеш дека си у аеродром на у Турција и сите однака со црвени глави околу тебе. Црвени глави и Луи Витон Не бе ташнички. сите вака замотани се. да. А стварно е така, човек. Имаш ти прашање? Да, имам уште уште неколку. за тетури? Имаш Ајде. некој татуажа што многу се горде што имаш направено. Не би Мојата, тоа. бе. Освен на Ова. главата. Освен на главата. Освен Е, твоја. имам прашање за тебе, последно. Имам можда имам неколку, мислам така и се најчесто не за гордам, највеќе ми се свиѓаат. Тоа се тие со македонски мотиви што ги имам направено и не да речам леле, овие се гордеам со нив. Јас сум многу самокритична. Многу луѓе иако ми ги имаат пофалено и ми значи тоа, јас сум самокритична и секогаш мислам дека можам боле, така да може ги одвеам тие како поомилени, а дека стептен се гордеам или нешто, немам таква тетуажа да речам леле, многу се гордеам. Гледаме годинава уште едно тату шоу. у Ке Скопје. гледате, да, ке Yes. гледате. Ке биде во октомври, сега не знам точно датум се уште, ама ке има во октомври ке биде. Можеме би Неаме ексклузивно за се дата уште, кажано беше. неаме се уште одредено изгледа време, да битно се знае октомври и толку информации можам да споделам Па сега. да се пријавам ја да ми ги преш другите, тоа важи таму на лице Може слободно. место. Доколку сум слободна, може слободно да дадеш да се пријавиш. Доаѓаат, мислам, дошли ли прва тетуажа да има таму? Да, има. Глеј, јас Пошто нешто ми се најчесто... прави филм, ја тоа да го направам. Да, па На може... чело, брат. Ке има многу Ова е татуар. моја Добро, ме прва посети. тетуажа. Ме Ова е моја прва Ме тетуажа. после за прашање. Доаѓаат многу артисти, така да ако еден не е слободен, друг ќе биде слободен. Јас најчесто тука барем на овие конвенции кај нас имам клиенти веќе закажано и најчесто ми се клиенти или некои што ми се редовни ги тетовирам, а на пример се дешавало кога идеме негде у странство на конвенција еден ден да немам закажано, па да ми улета некој рандом така за тетовирање и да го истетовирам, иако најчесто преферирам кога идам веќе на конвенција да тетовирам нешто што е пошто имам спремено, пример, one dus ги викаме тие, како некои тетоважички, ја што сум ги спремила дизајнчиња и тие, пример, да ги правам. Или евентуално се ептен ако ваква сме ги испиле парите вечерта пред конвенција, ако улета некој Тоа со не се дешава Infinity, никогаш. Infinity ќе го истетовирам, нема проблем. Infinity, Пеперутка, Лав. Што има друго? Популарно. Брат, чекај сега, гуштер имаш. Сад, кој бе гуштар на времето? На времето, па Пантер некој онака што ти Не се бе, не, видна зборам кожа. кои се Тоа се најпопуларни. добро. Infinity нели е најпопуларна? Па Сите беше, ставаат да ти кажам, одамна немаат луѓе ставаат Infinity. болни се. Сега ставаат Лав, Волк, нечо, мислам,
Да, највеќе се Да, ставаат она тие. на рок, она... Бик има. Не. Маори. А зашто ставаат јаки животни? Стави некоја капибара. Маче некој, Не начина бе маче, не бе, не. Ја имам бе маче. Ама не, Не бе, лемур нека стават нешто. Мрзливец, брат. Мрзливец. Го мрзи да... Лавчина доаѓа, знам. Што знаеш некој црвче? Да. Гле, најчесто се луѓе што се лаф у хороскоп, така да не знам. Значи ја еден Да, новен, значи овде еден рок вака, Да си и овде ставиш. друг рок овака. И овака со груди. Баш таму да ти Да, не од тука вака, па на овенот нели се му се таку Да, тоа да. вака. Ако Тама- може една девица тогава. Девица си. Ај, тама на грб. Нема- На грб е цел грб Не, девица. сега му напред нема да сум осамен. Ке се гушка вака девица. Многу кринж беше одно. Душиш. Ама као те гушка брат, девица бе. вака. Со раце на раце тука ќе стане. Ја мислам некој не може. одреден број на девици избираат да бидат осамени. Но тоа е друг муабет, веќе Тоа е хороскоп. хороскоп, Види, то не се разбирам. Извини. Нија. Ке кажав нешто, ама нема везе. Фейстатус. Какво мисли ги имаш за фейстатус? Јас сич не ги сакам, човече, кога ќе видам и тоа, поготово у последно време, она Соуза. трапот у Америка, па Ау, кога хаос. почнаа да се тетовираат со солзи, со... Не, тоа е кога тетратка уснамно што си шкрташ, се прават. Нама на фаца ли бе? Има луѓе што имаат тетаважи на фаца што стварно боим стои, са тие од Америка рапери, трапери што и да се ставаат шкртки мртки. Тоа не поштоем, не изгледа убаво, пример, не знам, Пост-Малон го знам од тие. Не. Он, например, има глупости, овој стар, и јас сум овој стар, тама, па сега нема да ставам на фаца овој стар. Он има стварно глупости, али има луѓе што ставаат многу добри ствари, мислам, не ми онака цела лице, значи вака и моди со лицето некој Тај интересен мотив или нешто, да, окей, за тоа е супер изгледа. Ама сега вака тука некои шкртки мртки или на очиве, сега што ги боја, тоа ми изгледа многу изиво и гадно. Очите? Да. Да, Внатре? Да, ги боја. Оу, ми текна. Многу гадно ми изгледа и не можам ни у очи да ги гледам. Вака, пошто на конвенција кој идеме надвор од Македонија, тука нема толку, не сум ни сретнала до душа ни еден што дошол таков. Надвор од Македонија кој идеме го видам некој таков, дури некад ја рака ми е физички ми е као, зашто? Очите, ке разберам за тетаважа, као пудра ке стаиш ке ја покриеш, ама очите. Имаш леки. Ама белото, нема белото. белката ти се прави, брат, Не пак. знам. Леките не го Не, Ќе покриваат. ставиш бели леки и ќе видиш Обратно. црн со бело. Ќе видиш white number one. Видиш? И тоа веќе ќе White number 2 ќе видиш. Тоа ќе биде consider traces да биде. Ја кога бев у средна, знам еден другар ме згрози со тоа. Со кој бе? Ми рече, брат, има тетоважи у очи што се тетовираат. Како бе ложи у очи? А, И ми си- покажа и не. А си тетовирала оде ока? Да, имам тетовирано. Таму интересно. Не заздравуваат многу добро и не можеш да залепиш стенсил и најчесто се онакви вобли линиите, не се баш прави. Ај не црте ми на милја. Нема проблем. Кога сакаш. Спомна конвенции, идеш да се надпреваруваш или идеш од Јас- забава? Јас идам најчесто ради забава, идам да запознавам нови артисти, да видам стилови, да видам техники некои нови. Буквално идам за дружење. Колегиве мои идат за да се надпроверуваат, јас идам да се дружам на конвенции и да запознавам нови тату артисти и артистки, од кои што ќе можам да научам нешто ново. Најчесто има многу луѓе што работат реализам и black and grey и колор, ама доаѓаат и многу што работат и орнаментал, па ќе видам некоја техника за одредени ствари што ми интересирале и животот, ќе дадат некој совет, пошто доаѓаат и доста луѓе што тетовираат многу подолго време од мене и имаат многу поише искуство од мене и најчесто ради тоа идам и убаво се проаѓам секако. Имаш работен или надвор од Македонија? На подолго, онака зборам. Па да, имам во Австрија, имам работено најдолго време. Во Австрија, во Велс, во едно студио. Убаво е, добро е, убаво се плаќа, имаш да речам по уметничка слобода него ли тука, а заради
не знам, клиентелата е така не лабава, ама го слуша твојот совет. Еве, преска реков дека треба ги слушат тато артистите, а вамо, на пример, клиентелата го слуша твојот совет, го зима во предвид и ти дава слобода. И убаво се наплаќа и не знам, нема таква тензија као што имаш, на пример, тука одреден, нели, преска зборевме. И јас овака го сакам и не знам што и да јас ти плаќам и такви омаловажувања нема, значи доаѓаш и имаш договор буквално артист и клиент и добро е сагли, не знам, избрав да си останам подолго време тука заради тоа што имам доста клиенти кои што не сакам да ги оставам туку така, значи сакам да им се најдам на луѓето се доека работа ми, доека можам да... Дори имаат кожа. Да, дури можам да им се најдам како тато артист, пошто имам и клиенти што ми кажат, леле, што ќе правам кога ќе одиш во пензија, јас сакам секој месец да доаѓам, ти ќе одиш ваму. Пензија, охо. А ако се преселиш, што ќе правам без тебе? Авиончето, Ќе си дојдеш. визерчето. Ќе си доаѓаш, ќе си закажуваш еднаш година, еден месец ќе тетовираш само тука. Као што има visiting артист, ќе биде visiting client. Ќе се сменат маца работите. Visiting client. Толку беше со твоите прашања за тетовирање, дечко. Уште само едно, дечко. Ајде, дечко. Ајде, уште едно Треба нова може. вода? Не. Пеца заспа. Пецо. Се договара, не ми треба бе, оваки спија. Уште едно тенџерче ако може, колку моево тенџерче. Не толкава се, ама може исто, ама. Ме интересираше процесот на вадењето тоа. И со тоа со ласерчето за цик 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 што прави тоа? Или такво или како се валате тоа? Немаме такво ние. Не зборам за вас, зборам за worldwide. За worldwide, да, изгледа satisfying кога го гледаш, да, ама треба поише сесии да се поминат со ласер. Многу поболно и многу поскапо. Например, кога го гледаш на видео, истото и јас сум го гледала. Пука. Фала ти. И ти. Готово, цркна една камера. Отиде. Не беше ни врз камера, сега не го Пази се лаптопот, ајде, нека скружи. Стрипа, за стриповите ми ја поише, него ли за лаптопот. За скупиот папир. Значи јас сум гледала, знаеш, на видео многу интересно изгледа, вака га пука, од црна станува као кожа боја, ама тоа се враќа одма после тоа. Значи како што завршиш, у истиот ден пак се враќа, значи треба поише сесии за скрос убаво да се среди. Не се брише одма. Не се бриша, значи треба поише сесии. Да, не се бриша. Што ми текна овојше Пит Дейвисон, Да, сите татуажи ги Го изведе. видов дека Може ги изведе? изведе, Да, сите. Што збориш бе? Значи он беше фол, брат. Добра, ама са, он Шкратаници, имаше многу мртаници. глупа. Не, он се беше онака Да, дудос. иначе ја не сум за тоа, ако стај покријат, да, ако стаиш сега некоја глупост удри еден ласер, ама не знам, цело тело. Малце беше као, ај, сега ги мразам тетоважи, фазон ми беше као фаза, it's not a face, mom. It never is. Као, или носи ги тетоважи до крај, биди си доста на тоа што Чекај, си ви бил. имаат доедено да ве прашат, а ви имате ласерче? Да, имаат доедно луѓе, да. Имаат доедно. Што ви да, брат, си ја Нямаме. направи, носи си ја. Не, Не бе, има и Немаме. кај нас, извини ќе те прекинам, има и кај нас тату студија што имаат ласер. да, Да. појма немав. Имаат, мислам, сега Добре, не е битно. Не, овие кај градска као се кажа, Inspired. Да, не знам дека има. Мислам дека имаат, не сум сигурен, мислам дека имаат они. Као да сум видел нешто на реклама. Можна, Чекај, дали можеш со можна. сапунче долу на која триеш? Да, Со пегла. слободно, Со брат. пец. Со пегла имавме еден што се залепил со пегла. Без хартија, без ништа? Не бе, брат, Директно пегла. со пегла се залепил, намерно. Дуплате тоа. И? И? Сакал да си ја покрие важата И и си ја ништо покри? плик. Не знам кој беше, тој беше Не, некој у не ни градски тетовирал отиде, кај не нас. покрија после. Ми викам, друже, малце традиш на кожно крема да ти дадат некоја. Пошто имаш изгореница, Крема, плик. кофичка на степен. крема. Да, иначе бараат многу постари луѓе да речам сакаат и сега со некои се договараме за кавера зависно од
колку е возможно да се направи кавера, ако некоја глупост, трајбол, темни црнајци, може да препорачаме 1 до 2 сесии ласер малце да се осветли, па после да може да се покрие полесно. Затоа што кога се прави кавер-ап немаш многу избор, значи не можеш да ставиш што сакаш, мора да е нешто што може да покрие, поголемо треба да биде и не може толкава ми да важат и толкава сам ми биде тоа, не може, мора да е нешто што ќе покрие. Дали се тетовираат уште трајбали? Се има нови трајбали, cyber sigilizam, јас ги викам новите трајбали. Тоа е модерно го. Модерните Со трајбали. неонче. Тие се Трајбалот модерните, свети. тие се техно трајбали од ова време. И као И добро изгледаат реално, интересни се и убави. добро, Само, да, тие се- трајбалот тие се мене новите трајбали. никогаш не ми... Како ги рече техно? техно трајбали ги викам ја, cyber sigilizam. Трајбалот мене никад не ми изгледал убаво. Не знам што Не знам треба да да го пишам значи тоа тоа. sigilizam. Треба да значи, има некој Ќе видам значен после. трајбалот или Па не, го викаат Шо Уга, по- буга. повртено да е. трајбал. Што трајбал сакам, и сега ти трајбал Од кое племе си? Го прашуваш Од кое племе си? Од Влае. си, да. Влае. Од Влае. Што ставате за Влае? Па Шо би ставиле за Влае? ставаме на игралиште на една страна, од друга страна ставаме... Пошто јас сум од ГГ, а имам субстанција. тетоважа за ГГ, вие од Влае, што ГГ. би ставиле? Ја од Влае. Зашо има Гузица гига има. сварма? Гола гузица има. Ја е скратеница од голгузица. Ако не сте знаеле. Ја што ја ставам? Авион. Сензорира. Добро, ти можеш, да. Визер ке се статуира. Визер, да. Нисте то вире се една нивичка таму, тие ниви беа пора. Ја у Влае, шо може, порта Влае бе, од тука вака, нека Леле. Од тука вака и у гето, Гето, не го забораваме гето, порта Влае. Порта Влае ќе ја тетовирам бе. Не кев да покажам иначе тоа, јас сакам да кажам. Со драж го зборевме тоа. Така да? Да. Добро, и од една страна Порта Влае, а од друга страна игралиштето Не бе, вака. Купром, фабрикава Купром. Тоа е у Хром, брат. А, да, не, Купром. не Ще меше. се извинявам. Порта Влае со игралиштето. Не мешај и тоа, како Ѓорче се- беше. Тоа е. И, Не може ка, да и го- Тоа е како свето се место. спојуваат овде, у срце овде, вака, на срце и овде, ва. Влае. Пеца, знаеш да го пусти кадар да го му ги Е, сача тоа вода. може да го истетовираш, што те го Да. покажа. Тоа е, ама Да. Јова го И покажа. тоа е, ама добро, тоа е за секоја населма, не е само за Влае, реално. Можда Еј, и Пецо. за ГГ е истата да та важе и за Ѓорче. Не, за геј кога се спушташ од мостот вака па надоле, Со визерот. не брат, си бил у геј ти? Сум бил бре. Од првм кај циганите проаѓаш, па после е геј, така? Не бе, одма и ГГ и кај Ромита. GG. Тоа Gangsta значи man. кога еден портрет овде од мостот кога гледано вака еден лендскейп. Да се направи од горе може. Пак е Касарната пата да за се ГГ. И касарната, да. Петокраки тука. Не, бе, касарната таму ги. Ајде, Бетмен, продужи си. Ајде, Умпрофа. дока стигнавме тебе, кој ти е омилен Бетмен? Китон? Китон ми е нормално. Добро, Майкл второ? Китон ми е. Гоблинче едно. Втора. Нема втора, Майкл Китон ми е, нема второ, трето место. Роберт Патисон, па што го спомна, не ми се свија како Бетмен, али е подобар од Бен Афлек. Зашо шуму фалеше на Бен? Марта, Шуму фалеше на Бен Не Афлек? знам, мислам, добар беше, ама некако многу ми беше како I'm tired and too old for this shit. Е таков беше. Па добро, можда стварно бил tired and too old for that. Да, Како ти се Со свиѓаше младијаци, така е. Снайдерверс? Снайдерверс. Дали гледаше како потенцијал тој универзум на DC? Шо бе? Играта да име. А, Да се читам. читај. Досадно ти е? Не, пошто не е за Бетмен. За Бетмен, Снайдерверс, не знам, мислам, Дека тоа ја тоа многу ми се сиеше тој универзум. Баш као DC што треба да е темен, мрачен, таков, не знам. А, добро, чекај, малце сега, од DC ти само Бетмен го сакаш? Не бил? Не, за него Ти пусти си- само Готам и ништо друго. Ама Ти Готам си не- серијата ти се свигаше? Да. Мене ми се свигаше Да, реално. топ. Мене Не, од DC ги поштуем,
да кажам, скоро сите. Да. И ми не се ги поштаев многу сите боле, серии. не е за серии, за Него ние црвените тие. карактери. А за карактери, да, не, Ми дека се многу ме праша боле од за Марвел. Snyderverse. Ево све се боле. Глеј, имаат многу потенцијал, боле се со стрипови, со книги се многу боле од Марвел. За серии. А За филм, не за филмови не, ама за серии за да. филмови И за не се, анимирани. тоа сега да кажам, за филмови не се. Значи имаат потенцијал, имаат причи еден тон, не можеш да ми речеш дека немаат буџет да направат нешто добро, пошто Марвел немаат више нека прича, малце имаат нека волк агенда што ја фураат, што не ми се допаѓа. Не сакам да навлагам, нека ме кенселнат. Слава, никој нема те кенсел. Као што сите ги мразат Марвел моментално. Да, не ми се свиѓа тоа Ови и сами тие се глупостите со Мис Марвел и не знам што, значи баш е тоа, го има фија, го изгледав. Знаеш што е проблемот у DC? Мислам дека Warner Bros има као што имам правилно муабет со Джеймс Ган. луѓе не. Замисли, го викаме на Hey, подкаст. Се што е работа? Hey, James, what's happening? Немате ли пари? На, еме ми. Вика имало некој Warner Bros што ги кочал DC. Чистачката. Чистачката е, не им го прави 100%. убаво кафето. Сега колку е вистина тоа, не знам, сега ќе видиме. Шо бе, Джеймс Ган преска на HBO, пуштив и уствари видов дека постои Blue Beetle филм. Да бе, со оној од Карате Кид. Не бе, Кобра Кај. Колку е лош тој филм, бре. Ја не знам, не бе го гледав бе тоа, ама Го гледав и Не знам ја, да ама го скроз го заборев дека постои. со не бе од Кобра Тој- Кај што е Мигел што го Кој беше Чекај друг малце, од- тоа беше со детева што станува бубачка. Бубачка, станува, да. Ама како беше, како стануваше паѓа нешто од небо? Нешто Не, се беше во дешава. фирмава, вака беше влага у фирмава со девојка, демек нешто работа беше да бара, нешто што беше? Нешто како интервју за работа. Мексиканци. И ова бега, она го имаше украдено, тоа и му го даде, беше онаква за бургер, тоа памтам. Као, еве ти го не го отвара и ово иде дома и го отвара. Гладен. Као, леле, што се деси? кинеско, ова ама ми го бубачки, даде. као му Она фала. ми рече не го отварај. Ја не за ја слушам. Кој ме Она слушаш? мене ќе ми каже и го отвори и толку беше. Кинеско, бубачки. Да, и А. така стана. И наеднаш знаеше што треба да прави. И толку тука треба да заврши филмот. Омилен Значи- Джокер. Омилен Джокер. Хит Леджер. Па Джек Николсон ми се свигаше исто така. Али Као ти се свиеш од Готам, дечково? детето од Готам многу добро Така. глумеше. Значи, прво што детето глумеше две улоги, као Три па таа усвари Три- браќа три- близнаци беа, нешто што беше. три Джокери беа. И Едниот тој со хефталицата, Да. другиот Колку е добар. многу добро глуми, така- имаше фацата многу беше добра. Многу добро, стварно мислам за таа возраст толку добро да изглуми, имаше вака кога направеше фацата многу добро глумеше. Ти се насмееше, тоа беше. Стварно, стварно беше Джокер. Хит Леджер ми се свигаше, пошто ме подсекаше баш на тој Джокер што го имаш. Иако поише Джек Николсон ме подсека на тој, ме подсекаше Хит Леджер на Killing Joke, можеби, не знам, онака ми го имаше тој вајб некако. А Джерард Лето? Што мислиш за новиот Джокер? Дали го гледаше? Не, гледа, на да го гледав, 5 не минути го тој? изгледав цел, Шо го бе, изгледав Джокер? пола. Не го- бе, имаше од Бетмен, од The Batman од филмот, имаше као кат, као директор кат, 5 минути, Бетмен со Джокер као прават муабет. Со Джеред да. Лето беше тоа. Не, тоа беше Снайдерверсот. Да, уствари. Со кажи го као се викаше Роберт глумецот. Паттинсон. Да, ама не со Джокер што го глумеше. Таков е цел е као збрчкано му е лицето некако. Не, знам дека мене имаше ми За Сега? овој за Хоакин Феникс глумиш со тој? Не, обновиот да Бетман има. Не го видов Ама тоа. у продолжение беше, не беше у првиот филм, мислам у првичниот. Првиот филм од У првичниот у кино што беше. Не беше. Ови се отида. беше Пецо брат. само му се слушаше као се смее. Не Па го не го покажа, прека- го покажа оценка, а на YouTube ја извадија и снимката 5 минути. Па тоа збор не каде беше у што- филмот. Па не сум го гледала, не сум. Ја го имам видено, но не се Јас сеќам мислам како ми беше. збори Не, за бе. овој за Хоакин Да, го видам, Феникс. Еве го.
Не, не сум го А, ово е бе Бени, или како се вика? Не знам како сум го се видела. вика. На од Сабрина снимката. Карпентер бившиот. Од снимката од На кој? Имам колешка што многу ја обожава Да, бе, Сабрина, да, затоа ја знам. колешката. Бери, не знам како се презива. Бери Ален. Да, бе, да, знам. Не е Ален. Не е Ален, тоа беше, не беше тоа овој. Флеш. Флеш беше тоа. Јас мислев ме прашаш за овој за Хоакин Феникс што беше со Ај за тој. тој не е Кецот? многу добар филм, ма Кој? не е Джокер тоа. Не е Двојката. Двојката не ми се свигаше. Кецот беше окей. Исто така што не ми се допаѓа што не може да биде Джокер без Бетмен. Значи не иде едното без другото. Зашо? Па го имаше Брус Вейн, нели? Не, Кецот ми се свиѓаше, значи Кецот беше кла. Двојката некако климаво ми е и ми се свиѓа и не ми се свиѓа. Мене двојката ми остана еден од најдобрите филми што ги имам гледано и никад не напишав рецензија зошто. Да, Да. не, мене ми се свија, гледај сега, многу луѓе им сметаше што беше мюзикал. Ја хейтаат нешто Леди Гага, не знам зашто, мене многу добро Гага. глуми, стварно многу добро глуми и го има оној психопатскиот момент што треба за таква улога како Да. незината. Овој Хоакин беше исто, значи многу онака го има доловено и таков упиен беше со коските, со све. Значи стварно е те Исто има како нас така беше. глумата и беше супер, причата над не се серели, не ми се свигаше причата можеби. Па изгледа тоа, некако иначе многу беше става супер. мюзикал кај што не му е местото, не бе, знам како. Глеј, јас немам проблем со мюзикли, јас Но сакам немам ни мюзикли, ја, ама Ама местото не е на филмот, местото му е тука у местото е, главчето. да, не беше, не го гледав како мюзикл, пошто мюзикл, тоа беше како Тој не филм треба. од време на време што има песна. Едино не ми се свигаше, не знам, глеј, у моја глава, ако има Бетмен, има и Джокер, ако има Джокер, треба има и Бетмен, може за тоа. Абе и Не донеси си им си кажала, управа. бе. Значи оди у DC, кажи им го Да. тоа. На Не чека, го говорам. Джеймс Ган кога ќе го викнеме, кога ќе дојде, ќе те викнеме Кажи тебе му, да да. му Мистер да му Джеймс. кажеш. Ке дојам ја. Ти, Ти бе Джеймс, Како не чекај ти е ме, срам? дојди малку. како не ти е срам вакви работи да правиш? Ми текна сега го спомнам дете од Готам. Тоа дете малце порасна Да. и е всушност у Star Wars игрите. Да, па го видов А инспирација. знаеме дека ти за си ники. ептен фан на Star Wars. Знаеш ли каква Не се Кецела приметува. се вика тоа, да, ке целата како што работи и е Дарт Вейдер, брат. Црна. Што? А не ја носам више таа. Не ја да, носиш? имам Кецала, да, со А. Дарт Вейдер, да. Да. Не бе мислам да со некоја игра збориш. Не бе, не. Така да знам дека е фан, Да. онака фан на Star Wars. Да, на приквел не. На приквел кој? Не сум. Какво бе? Ке звојка тројка. Не сум. Не си на ке... А на... На четврта, петка и шестка сум. На New Hope. сиквел, а на сиквелот? Па, ми се свигаше можда Кайло Рен, ама малце испадна Лиле на крај. Може unpopular Малку opinion. беше Приквел педерс. или Рей. сиквел? Рей не ми се свигаше. Не, бе, Лигле, катастрофа е. реков, Лигле. Не реков така. Не ми вадете моамети. Четврка, петка и шестка. Може дека тие израснав со тие, пораснав, прикол со тоа искочија, бе да ги гледам у кино со татко ми, стварно убав момент све. Као дете тоаш ми се свиѓа, као пошто ги прегледувам секоја година, иако нели сега го имам мислење тоа дека не ми се толку добри и Jar Jar Binks беше најголемата утка што може да постои. Тој треба да биде Дарт Ми се Вейдер. свиѓа од тие. Оби-Ван Кеноби ми се свиѓа, многу е добро уловен, погоден за улогата Иан Мегрегор, многу стварно, да, баш така. Ми се свиѓа, овој Хајден Кристенсен не е окей. Мислам, карактерите се супер, едноставно не знам, не ми се свигаше толку колку што мислев дека ќе ми се свиѓа, заради тоа што четврка, петка и шестка се снимани на време кај што немале толку буџет, немале толку услови за правење ефекти, а направиле многу поише. А сега, ќе направиме темно некае и нека се гледаат само лайтсейбери. И као демек да се долови моментот. Не, зашто се имате поише буџет, поише услови, направите, измислете, направите поише, стајте, не знам, поише alien стајте, не мора да се луѓе во црнци, белци и кинези. Значи треба да има више кој имате буџет
Има еден тон раси што можете да ги ставите, не ги ставате у филмовиве, не ги ставате у серииве, фураат и они нормално Дизни волк агенди, што скрос нема поента у филмовите и можеби затоа не ми се свиѓаат новите делови. Знаеш Камеки. дека четворката требал да биде стендалон филм. Да. И крајот е направен као за стендалон филм. И кога виделе колку пари уствари направи, па ќе правиме и 5 и 6. Да Не се само деша. не само Сендалон, кога го правеле филмот, го направиле што го направиле. Лукас го носи кај Jurassic Park, како се викаше режисеров? Стивен Спилберг. Кај Стивен Спилберг. Го седнува Стивен со жена му да го гледат и вика дечко оти е најголемо ѓубре што сум го гледал. Му го средуваат цел филм, му го прават. Знаеш дека популарен. имаат кросовер направено? Со кој? Се на одабе. Да, со него. Овој го има ставено ити у филм, а он го има во ити ставено Јода. А да. И во Индиана Джонс ги има R2D2 и C3PO на такво. А и ти Да, го тоа е броманс, брат, значи, го тоа е стави броманс. онакво до тоа која гласа таму која беа, не знам како да се вика тоа. Гласачкото место. Revenge. Revenge? Revenge of the Sith. Revenge of the Sith ти се свиѓаше? Revenge. Ми се свиѓаше. Као Дарт Вейдер, као стално уствари Дарт Вейдер. Ми се свиѓа, ми се I have the свиѓаше. high ground now. Да. You were my brother, I trusted you. You're the chosen one! Да, you were the chosen one. Само не можам да го доловам то. Ми се свиѓаше, пошто мене умилен ми беше Дарт Вейдер growing up и ми се свиѓаше затоа што пак да кажам може поише ме влече темната страна и поише ми се свиѓаат и облеките како им ги прават на нив и мислам целиот тој фазон и вајб што го имаат, повеќе ми се свиѓа. Бањарки. Да, другиве се онакви. Се Да. бањарче. Црни бањарки. А овие се со освен Дарт Вейдер, овие се со наци униформи малце, ама као make it Star Wars. Ми се свиѓаше, да, и може дека ми се свиѓаше на целиот фазон на пошто малце има ствари што као не знам Падме ми дала како постара од него и онака си кога старееш као this is not right, као ова е малце педофилија, као не треба да се дешава, као не треба да се нормализира тоа, ама као дете си кам, окей, чека малце се кој е дете, тоа може ми се свиеше као станува Дарт Вейдер, ми се свигаат такви работи, не мора сека добриот да победи. Зашто? Значи многу е пореално лошиот да победи некад. Зашто не направи спин-офф на Lord of the Rings, кај што ќе победи Саурон повторно? Спин-офф тоа, брат. Не тоа ќе биде као реалистик вержан. Затоа што мислам Како може да победи кога прстенот го нема више, го Фродо го... Ама не, Затоа се вика цело да се спин-офф. направи од почеток, не спинов, да се Епа, направи реалистик. Па овој кога му замава со мечот, нема Да. ме сечнеш, не, прц. Аха, Кажи го дека као секаше треба да има филм за тоа. Иначе Rogue One Rogue One беше добар. Rogue One ме изненади Ружна. онака скрос на скрос. Беше окей, беше добар, ми се свиѓаше, не Како го беше. прават децарот? Да. Со мапите, со Дарт Вейдер. Леле која влага, леле човече. Партал Прей на крај, па му ја земаа мапата. Нема Се веќе. деша. Where's the map? Па треба Дора да ја има во филмот. Пошто Дора има мапата. Дора, да. Значи не им... Дора. Абе, Дизни! Абе, Чекай. глупи сте, бе! Ништо, следен пат ќе им кажам. Тука го седнува. Дора. Джордж Лукас, тие новите режисерки кои ќе бидат на Star Wars, значи Дора треба. Иначе сега ќе прават Седнеш филм Дизни. пак за Рей. Да, не Skywalker. знам колку сум возбудена за тоа. Ич не сум возбуден. Од серииве ми се свигаше многу Мандалоријан? Мандалоријан, да. Која Само друга тоа е и добро. со Боба Фет? Не, Обиван не, Кеноби? Со Боба Боба Фет Фет беше само окей. епизодите што се негови. Да, со Боба Фет епизоди имаше две со Мандалоријан, ми Тие се се свига. Тие се добри што. Обиван Кеноби мислев ке ми се свига, Да, не ми знам, се знам, свигаше, знам. беше као тотална утка беше. Ова бе со двата меча? А шока. А Шока А Тоне? сука. Па
Тоне. Па Тано. тоне, брат, буквално Тано. тоне. Тано. Тоне и серијата. Не ми се беше свиеше. добро. Вака, глеј, ми Као даде лик малце... беше многу Да, добра беше што ја врза добра. со Мандалоријан и со све, Да, ама дали беше спремна за Мандалоријан беше стендалон? добра, ми се свиеше серија? тој момент кога се појави и све. Не ми се свиѓаше. Првата епизода душа многу ми дае као окей, ќе биде серијала и после отиде downhill. Мое мислење са. Можда е unpopular. Па и Пошто гледав на интернет, Мандалоријан- многу ја фалат, мене не ми се свиѓаше. Срање беше. Мандалоријан беше као прва сезона, втора сезона, трета сезона. Са сереш, брат. Са претеруваш. Са Не Мандалоријан вака, беше... вака може би. Идеше само. така. Добро, сега Имаше ја. малце као, Baby Yoda и као луѓе што не сакаат Старос, Baby Yoda, леле, Да. мимиња. Леле, види го, ми зборува. Ај, Да, сакам и вака да си тоа купам направи малце за дома. Мандалоријан вака и после вака идеше малце. Мислам, знаеш за кој зборам. Не знам јас, али да, мислам управо било сладко е грубо. Не, Велики. муабетот ми требаше уште прва сезона. Не, уште втора сезона кога доаѓа Лук, кога го зима Беби Йода, да завршат со Беби Йода. Крај. Толку отиде да го прави джедај. Да, бе, Окей. значи не си ни сеќам како тераше више. После тоа, шо мајка бараше да иде да го зима? Па, Кој гал го на... па се, ајде, чакај Можеше се. синџирчето да му го даде, за да си го облечи текна. Топчето. Топчето. Како го Требаше. правиш тоа? Вака го коваш? Жужу, па си го зема заедно да се живеат. Да, бе, да, грео, да овој джедај фали- треба да биде, Ама не, да тоа- си не, живеат не го заедно. разбирате. Значи Лук му фали такво зелено суштество. Отишол кај Штрек, Штрек му е многу голем и дај нешто помало и ода ме се. Да. Тука е Disney DreamWorks кросовер. Кросовер со Што Шрек ради, малце. Абе Лукас, значи кросовер треба да се направи. Гледаш оние новине Скелетон Кру што се Еј. Скелетон Кру, почнав да гледам, изгледав Што две се најново? епизоди Тоа е со најново? дечињава, да, со Джуд Лоу, со овакова, гледав едно-две епизоди изгледав. Така малце детска може би, ама окей. Прето шо имаш? Анимирани не оние Star Wars, Clone Нема имаш и Wars, она Clone Wars беа, па Тие добри се бе. Акло... Тоа сега да го кажам, Acolyte. Аколайт ја гледав, Ништо не ја гледам тоа. не беше нешто вау. Не знам, малце некој сите серии им се малце како утка, малце окей. Сваќаме, Star Trek има серии, добри им се сериите. Мислам, не мора да правите серии, продолжите со правење филмови. Ама со асални, да не е Рей Скайуокер. Да, Мене тоа не. многу ми сметаше. Добре, еве, ќе правиме Star Wars филм. Што сакате да има? Како сакате да биде? Брат, Дарт Малу, не можеш Дарт Малу Сакам да му Stories даеш. of the Cantina, значи нешто тоа сакам. Ја Кантина. Дарт Малу го сакам викај, пак значи, да го кажи видам убаво што убаво сакаш. однака да се појави убаво. На 3 филма да е негативец, брат. Да, добар Кој? беше Дарт Мол. Па се појави, што е? Сака подугачко да се А појави. ти сакаш Да, да траат Знаеш да е работите. главен глумец. Многу работи сакаш да траат. Главна улога да има он. Главен негативец. Да, добар. Па нели овие серии во анимирање он добар беше, па Не, тоа му е брат ли нешто? Така или не? Ја не сум ги гледал. Знам нешто имаше со брат, нешто он имаше брат. Не, нешто беше така, сега не ми текнува, пошто не ги го ни сечат гледав на нешто пола, многу. Па дојде брат му ја искрши Да, кичмата. баш кичмата. така, баш така. Не сум толку да ти кажам навлеза на новиве серии, малце сум бајас, може сум, не знам. Може дека имам едно очекување и кој ќе доеш онака си малце као разочаран, може не треба да правам така, може треба да седнам и да ги гледам. Нели ја спомнавме и Obi-Wan, исто и таму има агенда woke што не ми се допаѓа, што тоа го прават со Disney у задње време и нели Star Wars исто така и така избегавам и може се навраќам поише на стари филмови и серии да гледам поише него ли што би ги гледала новиве. Затоа што очекувам, пример се гледам Star Wars, ме интересира кој со кој ќе се тепа, некој со кого што ќе прави, каква боја и која раса е. Значи, како скрос небитно у серија. Заеби Америка, идеме маца Јапан. Знам дека исто и Јапан фан си. Да. Видов што тоа важат на Наруто. Вака едно. Таму негде. Имам Наруто. Фаворит аниме? Наруто или? Мора да е серија.
Аниме. А, Може филм, зашто не? Може да ми е House Moving Case, ал ми е Калцифер, многу го сакам. Наруто, да, ми се свигаше многу, ми се свигаше поентата, уствари, на самиот карактер ми се свига. Demon Slayer многу ми се свига. Шо друго многу ми се свига во задње време, Attack on Titan ми се свигаше. Сега нешто ново, не знам, нешто новиве дан го гледав, така моца скрос различно, тоа беше моца поише романтика. На романтика. профил на Инстаграм, пинува на прва објава, тетоважа од Зоро, од One Piece. Од Зоро, да, Значи од тоа е One Piece. онака пунење срце, One Piece е најбоље нешто на свет. Стварно, никогаш не Он ги е догледав. Многу голем. Ја Ја гледав. Не сум голем, јас сум хардкор, ама. Ти си хардкор? Не ја догледав. Гледав многу епизоди, пошто има А на милиарда, не ја Netflix догледав. ја гледаш или она што беше Серијата? Да, ја гледав. И као ти се Добре, свиѓаше? добре. Добра е. Добра, мене Јас многу сум Добра е. хардкор свиѓаше. фан. Да, гледа, јас пред да седнам да гледам серијала, прочитав многу ревјус. И многу беа против одредени карактери што ги смениле, а они гледале пак да се задржат овој од Бразил, овој од вамо, овој од онам, да го доловат тој фазон сега. Не можеш да очекуваш ти ако карактерот е во јапонско аниме да е јапонец. Зоро беше јапонец, на пример. Малце беше понизок од што очекував да биде, може требаше бил малце повисок, ама са јеби га јапонци се ниски. Според оние OVA што ги прави Да. Ода, вика Луфи е бразилец, Да. Зоро Јапан, едно друго. Да. Тоа име оригинот. И тоа ми Според беше многу јако. тоа, са едино што, пример, сестра и на оваа беше малце темна, ама добро. Ке помина. Као мораше да биде. Добро. И са еден карактер е окей, нема, ми се свигаше. Не ја изгледав цела One Piece, имам гледано доста епизоди, ама не ми извлече толку Јас сум хардкор внимание. фан. Гледам аниме, ја читам мангата секоја недела. Да, браво. OVA из видеа, значи Стварно? SBS, све сум. Фанова, не. Не, фанфикшн не ми е Не? интересно тоа. Не можам такви работи да читам, ама Зашто би има многу добри Абе, фанови има, ама- што прават на одредени ствари. Пример, јас сум пораснала време за со Sailor Moon иначе, така да речам, едно од првите аниме што ги гледаш, многу не знам дека аниме е Тетка Биберче. Да. Тетка Биберче, Тетка Биберче многу ја сакав, многу ја сакаат, многу луѓе гледаш аниме као на тие години твои не си дете. Као мало како Тетка Биберче имаш гледано и тие аниме. После не знам Sailor Moon многу ја сакав, мислам омилена беше Sailor Mars нормално, не ми беше Sailor Moon, али да, анимето се викаше Sailor Moon. Многу ми се свигаше тоа, па почна ние доека бев основно Digimon, почна Покемон, да. Digimon беше цртаниште. Стварно беше Dragon Ball исто ги гледав како што искачаа, многу ми се свигаше. Dragon Ball ми се ама на свигаше. македонски? На македонски Првично као брат. дете на македонски ја гледавме и Покемон исто јас ке бида Кажи добри. твојата омилена реченица. За Dragon Ball Стапу, издолжи се. Нема, значи прв пат кога го слушнав Леле тоа за и седам њоби, овака требале да гледам. кажат њоби издолжи себе, њоби се Јас викаше, сега така се викаше, го така. слушам тоа Стапу издолжи Њоби се. екстен. И не знам како да реагирам на таа Иначе реченица. не гледам да, значи гледам сапт, иначе. Digimon на јапански беа. Не, тоест на англиски беа. Тоа не ми Сигурна се си? свиѓаше. Мислам дека беа на англиски со Мислам превод. дека Веќе беа знаевме на- да читаме. Мислам дека беа на Покемон беше на македонски Да. и Digimon. Не, Digimon. Гарумон, Джо, Шинка, Греймон. Значи на јапонски биле, сега ми текна. Digimon. Може да беа. Digimon. Значи ги имаат синхронизирани на македонски. Digimon ги немаат, на Ги имаат јапонски беа. 100% ти кажувам, прашај го Гораст и он има и синхронизирано. Dragon Ball и Покемон, да. Да. Digimon. Они беа на македонски. Не. Гораст има синхронизирано. Не, може би Play да ти. Али треба да се гледаат на јапонски, реално никогаш Digimon беа на секогаш сап. јапонски и онака све беше на јапонски со превод, нормално.
Ама не беа на Тоа синхрон. не беше кинески беше тоа. Од овако Повеќе јазик. Знаеш, ние Ова беше Охајо, нешто. Коничиуа. Дигимон беше под последниот цртан што не беше најден над синхронизиран, но таму наму почна. Дигимон на серијас му гледано? Ги дава и нинџа желки, знам, над синхронизирани беа тогаш. Да, ги сакаш ни желки. Да, и капчи имам, ама не односам се, многу јако. Да. Баш од тие, така? Не, од 89-те. Покемон, Dragon Ball, тоа све беше над синхронизирано, освен Дигимон. Они беа... И Трансформерси. Трансформерси имаше само 3 цедиња, тоа е 9 епизоди. Да. Ама не од тие најстарите, туку малце 2000-та некоја. И иначе, фан факт, не знам да е едно прашање, кој му го поземува гласот на Химен над синхронизиран? На новиот? Не, на стариот што ги дава на МТВ, знаеш. На нашиот, на македонски. Кој го надсинхронизираше Химен? Не знам. Тоа не знаете ки на македонски химон. Кој го синхронизираше на македонски? Джамбазов беше Химен. Сварно Игор Джамбазов? Фан факт. И имаше као на YouTube сега ги трна. Кажи ми дали дали се свија Химен. Кој? Новите на Netflix? Да. Прва сезона Deadman. Deadman. Revelation, не Revolution, да. Зашто ти се свигаше и зашто не ти се свигаше? Не ми се свиеше Revelation дека не беше тоа Химен, тоа беше Тоа беше Адам. Тоа бе, ама гледај и у името Masters of the Universe нигде не се спомнува Химен, така да Бум! така да иначе овие 89-та ми се февориц. Пошто тој си роден. Не, пошто и на син ми му ги пуштав ти и беше као. Еј, чекај малце. И се стигнал до тука. Не сум стигнал до овде, не. Иначе овој скелетор го има в играчка и му ја чувам, муше му го чувам и Дигни ма се него. поише на камера се гледа. Нема рискат. Нема врска. Нека стопираат. Постел ваков, ја го фрлив, ја мислев дека е бутлек некој таков. Колку е сат, имаш ли време? Нема време. Пецо ќе заврши кога ќе си испие ова казанче. Леле. Химен, прва сезона не ми се сијаше дека не беше Химен, втора сезона се опрејептен. Не ми се свигаше што овој како се викаше Мечов. Добро да нема везе. Мечот на Химен, ја не знам дека има. Екскалибур. Не бе, Скалибур. Не. Нема везе, што го раздвоја? Не. Чекај сега ми текне како се викаш. Не, има време, The може. Sword of Power. Не. Имаме време, можеш да прочиташ. Чекај сега ми текне. Пецо има време, може ке Не, не сега остане. сакам да кажам зашто не ми се свигаше и не можам да си кажам зашто не ми се свигаше. Што за мечот? Добро да, мечот на Химен ќе викаме, ајде. Мечот не беше на Химен, првично беше на овој како се викаше, тој го барам. Скелетот? Не. На шампионот? На предходниот шампион на Sorcerers? Да, како се викаше? Не знам тој како се викаше. Добро, што тој? Стевча се викаш, нели? Стевче. Што тој, оној еден као за црнецот ли ми збориш тој? Црнецот, да. Зашо е црнец? За тоа ли ти сметаше? Ја тој уопште не Зашо ми се... беше од комп